Наместо дел од европските пари да завршат кај земјоделците, завршиле во обид за подкуп од 50.000 евра. Поднесено е обвинение за аферата ИПАРД. Според обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, обвинетите се лизнале токму на парите, нудејќи и делејќи мито, за да протуркаат апликација што не ги исполнувала условите. Во шемата се вмешани 9 луѓе и едно правно лице, меѓу нив и државни службеници од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, кои иако знаеле дека апликацијата не смее да помине, сепак ја одобриле за пари. 4 се зад решетки, еден е во куќен притвор, а обвинителството бара продолжување на мерките и одземање на телефони, дигитални уреди и над 35.000 евра плюс денари и швајцарски франци. За другите државни службеници се предлагаат мерки на предпазливост, забрана да работат во агенцијата, одземање на пасошите и обврска редовно да се јавуваат кај надлежен орган. Прво обвинетиот како управител на фирма аплицирал за финансиска поддршка на јавен повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бидејќи фирмата не ги исполнувала условите. Апликацијата била лошо рангирана и не требало да добие пари. За да ја смени одлуката, управителот во повеќе наврати нудел и давал мито. На едно раководно лице во агенцијата му бил ветен подарок од 50.000 евра, а на уште 3 лица им биле дадени по 5.000 евра за да влијаат врз постапката и да обезбедат незаконско одобрување на средствата. Обвинетите со погрешни пресметки и нецелосна документација ја одобриле финансиската поддршка што не смеела да биде одобрена. Обвинетите постапувајќи спротивно на своите службени обврски, овозможиле незаконско одобрување на апликацијата. Тие при обработка и контрола на документацијата извршиле погрешна пресметка на исполнитоста на условите и врз основа на некомплетна документација го изработиле, контролирале и одобриле образецот за контрола на комплетност на договорот, а потоа и решението за одобрување на финансиска поддршка. Второ обвинетиот во обвинителниот акт, иако бил свесен дека правното лице не ги исполнува законските услови, го потпишал решението со намера да го прими ветениот подарок. Освен овој случај, обвинителството проверува и други можни злоупотреби на ИПАРД парите. Аферата со фондовите излезе на виделина во ноември минатата година. Тогашниот актуелен директор на платежната агенција Илија Стоилев беше приведен од страна на полицијата и затекнат како прима подкуп. Обвинет е дека прифатил пари за да одобри европски субвенции на фирма што ги аплицирала средствата.